Благодарам, председателке, почитувана заменик министер, почитувани колеги, почитувана јавност. Самото тоа што кажува дека овој амандман по шести пат се поднесува, збори за ефикасноста во работењето на оваа влада, бидејќи во овој буџет сега што се предлага за 2020 година, приоритет се става на решавање на водоводните и канализационите фекални мрежи, да Македонија и на тој начин влезе во 21 век. Абсурдно е во 21 век да разговараме за тема водоснабдување, бидејќи Република Македонија, согласно Европската декларација за сигурен и безбеден дотор на вода за пиење, за населени места со над 50 жители има подпишано декларација. Согласно законот од 2010 за регулација на води, има обврска и државата и општината да го спроведуваат овој закон и да обезбедат на населението сигурна и безбедна вода за пиење. Јас сум свесен дека општината Куманово, која е со години предводена од СДСМ, блокирана поради големите долгови, на сите избори, локални, парламентарни, ова го ветува, никој пат не го остварува. Да образлагам повторно село Пчиња, дека е тоа живо село, дека тоа население има 793 жители, 238 домаќинства, 341 стан, со основно 8-годишно училиште, кое има доста ученици, село кое се уште успешно се справува со модерната болест во Македонија која се вика миграција. Оваа шанса што ја барам од колегите да дадат поддршка за овој амандман, како и до сега, веќе свесен сум дека она автономност како пратеници ова парламентарно мнозинство има изгубено и не се надевам дека ќе дадат позитивно мислење за овој амандман. Зошто би требало да се усвои овој амандман? Заради тоа што село Пчиња е село кое е осудено од ова општество и од претходното, бидејќи во континуитет на селото Пчиња се наоѓа дива депонија на Куманово, која обстојува преку 70 години, така да сите длабински води во атарот на село Пчиња и Студена бара се загадени со тешки метали и со нитрати. Испитувањата што ги спроведува Заводот за јавно здравје во општина Куманово, до сега сите тие анализи се давани на градоначалникот и се давани во комуналното предпријатие Водовод, но секој пат останувале без реакција од адекватните служби. Втора работа со која село Пчиња е осудено, ни самото село тече река Пчиња. Река Пчиња во свој состав ја има и крива река, која во своето течение ги припира фекалните води на Крива Паланка, Кратово, Ранковце, Нагоричино, Куманово, бидејќи Куманово последните години ја активира пречистителната станица за отпадни води, со која се задужи преку МЕАП кредитот и од кое неплаќање на тој кредит општината сега е блокирана. Имаме, сведоци сме во Куманово дека таа пречистителна станица не работи онака како треба, имаше доста хаварии, така да и површинските води кои фигурираат во течението на реката Пчиња во атарот на село Пчиња и Студена бара се загадени. Третиот момент кој прави комбинација и од површинските и од длабинските води се присуството на 7 каменоломи на самото село. Така да честите минирања, честите турбуленции на тлото над ова село и во атарот на ова село допринесува да и оние чисти длабински води бидат загадени од површинските води.
Дали има решение на овој проблем? Морам да кажам дека има некоја мала иницијатива од страна на актуелниот градоначалник, правени се некои бушења за артерски бунари, меѓутоа квалитетот на водата не задоволува за да може да се оствари овој водовод. Од оваа говорница, бидејќи бев кандидат за градоначалник на Куманово, овој проблем го имаме елаборирано со стручни лица од оваа област, го имам обработено и имавме повеќе можни решенија во случај да ВМРО ДПМН дојдеше на власт во Куманово. Едно од решенијата е ова. Во атарот на село Пчиња, водостопанската организација има систем за наводнување, во кој квалитетот на водата во овој систем е од втора категорија. Жално е да населението во населеното место Пчиња своите градинарски култури ги залива со вода од втора категорија, а жителите пијат вода која не е ни четврта ни пета категорија, можеби и над категории. Со овој амандман има шанса да се направи една мала пречистителна станица и да проблемот за село Пчиња, за дотур на сигурна и безбедна вода биде решен во понатамошниот период. Доколку пратениците имаат сенс, мада до сега гледајки и со самото тоа што шести пат го предлагам овој амандман, не се надевам на решавање на овој проблем. Останува да апелирам на граѓаните да очекуваат да на новите избори дојде ВМРО на власт и го реши овој проблем. Благодарам.